Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Киси Менада. Во нив ќе гледате. Од одговорноста и совеста на граѓаните зависи дали епидемиолошката состојба со коронавирусот ќе остане стабилна. Млади лица сликаа на тема убавините на Хрватска во рамки на работилница во Тетово. За 4 месеци изречени над 2000 мерки за пречекорување на дозволената брзина на Тетовското подрачје. Дали епидемиолошката состојба со коронавирусот ќе остане стабилна во време на олабавување на рестрикциите за празниците? Многу зависи од одговорноста и совеста на граѓаните. Ова е став на лекарите кои постојано повикуваат на почитување на мерките за заштита од ковид. Епидемиолошката слика со коронавирусот се стабилизираше, притисокот врз болниците се намали, но се олабавија и рестрикциите поради верските празници Великден и Рамазан Бајрам. Полицискиот час е пократок, а за празничните денови целосно укинат. Летните тераси на угостителските објекти се отворени до 22:30 секоја вечер. Граѓаните, особено младите, излегуваат, се дружат, има и групирања повеќе од дозволеното. Дали попуштањето на рестрикциите ќе донесе нов ковид бран? Најмногу зависи од тоа колку се почитуваат мерките и одредбите што се однесуваат на секој поединец, сметаат лекарите. Тоа се оние кои секојдневно се повторуваат во апелите. Носење маска, држење растојание, избегнување групирање и редовна хигиена. Најасна слика за резултатите и ефектот од попуштањето на ограничувањата ќе се добие кон крајот на месецот, по известно време од двата празника, кои традиционално граѓаните ги прославуваат со собирања и посети. Сега ќе чекаме уште да помине Рамазан Бајрам и после тоа Великденов помина, да помини и Рамазан Бајрам и после тоа ќе ги сумираме резултатите понатака како што. Ако се зголеми бројот на пациенти, тие мерки што ги предложи владата, не дали резултат, бидејќи ако се зголеми бројот, јас што гледав доста без маски, без шета низ град за време на великденските празници, да видиме сега и за муслиманскиот празник. Јас очекувам дека бројот ќе биде како што е сега е. Во последната ковид статистика на Министерството за здравство, процентот на позитивни од тестирани изнесува 8%. На подрачјето на Тетово има 445 активно болни, додека на гостиварското 289. Вкупната бројка на пациенти позитивни и суспектни на коронавирус кои се лекуваат на инфективните оддели во земјава е 883. На инфективното одделение во Гостивар хоспитализирани се 14, а во Тетово 20 пациенти. Планот за вакцинација во нашата земја предвидува до октомври да се имунизираат 70% од граѓаните. Според планот, октомври оптимален месец за да се имунизираат 70% од граѓаните, рече председателот на владата Зоран Заев при вчерашната посета на Тетово. Тој апелираше до градоначалниците да се отворат повеќе регионални центри каде ќе се вакцинираат што е можно поголем број граѓани. Планот е навистина прво до завршувањето на школската година, некаде 10 и 15 јуни да фатиме поголем број. Затоа ги отвараме овие центри секаде и апелирам до градовите и градоначалниците кои што имат капацитет, имат можност да дадат дополнително напори, уште повеќе регионални центри да отвориме за да масовно се извакцинираме. Знаете дека во мај очекуваме уште поголеми количини. Овие 200.000 кинески навистина го отворија процесот на масовна имунизација. Очекуваме околу 15-100.000 донација од Кина да стигнат. Ги очекуваме сите тие, не знам колку се, 50.000 без малку Pfizerovi на неделно ниво, што доаѓаат до крајот на мај. Ги очекуваме AstraZeneca, втората количина од COVAX системот. Имаме нарачано 500.000 Sinovac. Имаме веќе воспоставена соработка со Србија и со производствените капацитети во Србија, како да ги набавиме новите количини, така да целиот овој период мислам дека е вин-вин ситуација, да може граѓаните слободно да патуват
можеме да го искористиме за масовната вакцинација, да помогнеме час поскоро, ден пократко, што се вика, да се имунизираме, затоа што на тој начин и бројките ќе не биде мило кога ќе гледаме дека се под 100, под 50, а дај Боже да нема воопшто и починати случаеви. Така да до октомври е таргетот така да кажам, оптимистички или оптимален, не оптимистички, не песимистички, туку оптимален, да постигнеме неопходниот процент од 70% имуни граѓани на пандемијата. Премиерот Заев на новинарско прашање одговори дека тој се чувствува добро по вакцинацијата и апелираше до граѓаните да се вакцинираат бидејќи сите вакцини се безбедни. Министерот за здравство Венко Филипче пак, кој вчера се вакцинираше со кинеската вакцина Синофарм, денеска објави видео преку кој апелира до граѓаните да се пријавуваат во системот за вакцинација. Системот за вакцинација добро се спроведува. Во текот на вчерашниот ден беа вакцинирани околу 10.000 граѓани. Од општина Тетово најавуваат реконструкции на неколку улици во градот. Градоначалничката Теута Арифи направи увид во активностите на терен. Денеска се работи за реконструкција на 3 улици, со што целиот овој дел, од каде што се излегува на булевардот Илинден, позади гимназијата во Тетово, ќе успееме да го реасфалтираме. Имајќи го предвид фактот дека овој дел има канализација која е во функција и немала потреби од други инвестиции освен реасфалтирање. На овој тип на работа, се наоѓаме на повеќе делници во градот. Тенденцијата е да го користиме овој период на пролета за да реконструираме што повеќе можни улици во градот. Како што знаете, улица Струшка е веќе на истиот начин сработена како оваа улица и исто така се оди на реконструкција на целото централно градско подрачје. Улицата Гоце Делчев е во иста програма со улицата Гоце Стојчевски. Истата програма е што иде преку Светска банка во соработка со Министерство за транспорт и врски. Истата компанија која ги има двете улици да ги одработи, откако ќе заврши во делот каде што работи, ќе се префрли одма во Гоце Делчев. Група млади таленти под менторство на ликовниот уметник Славчо Максимовски денеска во музеот на Тетовскиот крај сликаа на тема Убавините на Хрватска. Оваа ликовна работилница се реализира во соработка со Македонско-хрватското друштво од Тетово. Ликовна работилница со мотиви од Хрватска денеска се реализираше во музеот на Тетовскиот крај. Оваа работилница се спроведува во соработка со Македонско-хрватското друштво од Тетово, под менторска капа на ликовниот уметник Славчо Максимовски. Децата кои што сликаат го покажаа својот талент, а за изработка на нивните дела користеа акрилни бои и акварел. Работилницата се занимава со изучување на сликарски и цртачки техники. Конкретно во овој случај, како соработка со Сдруженијето на Хрвати во Македонија, кој што се наоѓа во Тетово, на нивна покана, со чест и задоволство се одзвавме и децата изработуваат мотиви од Хрватска. Фактички, ова изложба ќе биде стрикно со мотиви од Хрватска, а за понатака ние сега го си продолжуваме со планираните активности со различни други техники. Конкретно во овој случај се изработуваат плакати, наменски, изложбата. Заинтересираноста на децата за ликовната работилница е голема, вели Максимовски. Во неа учествуваат основци и средношколци, а дел од нив одлучиле своето понатамошно образование да го продолжат во насока на ликовната уметност. Заинтересираноста е на високо ниво. Јас сум задоволен од бројот на учесници и на деца кои што се од Тетово и од Тетовско. Се работи за деца кои што се основци и средношколци. Веќе 6-та година работиме и можам слободно да кажем со гордост и да се пофалам дека од оваа работилница им излезено околу 20 деца кои што своето образование го продолжиле професионално да се занимаваат со уметност во средното и училиште и на факултетот, така да мислам дека е добра можност за младите и кои што сакат
во работилницата да дојдат и рекреативно да се занимаваат. Во средина на месец мај се планира да биде представена изложбата од оваа ликовна работилница. Истовремено се реализира и филмска работилница со уметникот Глигор Кондовски. Младиот талентиран писател од Тетово Јован Илиевски го најавува издавањето на неговата петта книга. Се одлучил за психотрилер, тематика која е блиска со неговото образование. Соба 610. Ова е насловот на новото дело на младиот писател од Тетово Јован Илиевски, кој со нетрпение чека да го промовира пред тетовци. Се работи за психотрилер, тематика блиска и до неговото образование, а инаку е негова петта книга. Јован ни раскажа накратко за што станува збор. Во блиска иднина излегува мојата нова петта книга, јубилејна. Многу сум радосен поради тоа, затоа што навистина сметам дека е крајно време да ја извадам од печат. Така да и во сред пандемија би било баш најдобро да читателите мои бидат удоволени со такво нешто. Книгата е психотрилер. Се работи за психичко расстройство на ликот главен. Тука имам вметнато психологија, затоа што е мојата идна професија. Но има и елементи на мистерија и се надевам дека читателите ќе уживаат исто како што и уживале во Сенки на полноќ, затоа што има слична магија. Илиевски сака достоинствено да ја реализира промоцијата на новото дело и се надева дека условите нема да бидат пандемиски. Промоцијата се надевам дека ќе биде во услови без ова пандемија, затоа што, како што кажав, навистина сакам да ја дочекам достоинствено, како што и личи, како што и другите заслужуваат, да направиме и некоја журка, настан и што и да е, така да ќе зачекам за ова пандемија малку да стигне, па да излезе промоцијата да биде. Инспирацијата дојде природно, ја напиша в книгата од срце. Додава Јован, благодарение на неговото образование од областа на психологијата, тој успеал подлабоко и посуштински да го разработи своето ново дело. Се надева дека заинтересираноста кај читателите ќе биде голема, како и за неговите претходни книги. Од Комисијата за образование на Унијата на млади сили при ВМРО ДПМН Тетово одржаа пресконференција. Образованието не е место каде што се прави импровизација. Образованието не е место каде што студентите, учениците се оставени сами на себе. СДС го доведе образованието на работна пропаст. Квалитетно и сигурно образование не се гради со политиките на Мила Царовска. Марио Антонета од МОН не направи ништо за тетовчани. Горливиот проблем со гимназијата Кирил Пичиновиќ останува. Соодветен објект за тетовските гимназијалци се уште нема. Прашуваме до кога Антонета ќе прави импровизација со образованието и со воведување на дигитализација на учебниците, кога голем број од училиштата во Тетовско немаат соодветни услови. Не сме против дигитални учебници, но јасно и гласно бараме да останат печатените учебници. Тоа е суштината на образованието. Ветува со програмата Можеме, изградба на спортски сали, реконструкција на училишта. Но училиштата во Тетовско се уште се во првобитната состојба. Студентски дом, ниту во план, ниту во програмата на СДС Можеме. Тетово на ваков начин не станува студентски и универзитетски град. Наместо тоа, на Тетовскиот универзитет имаме купени и фалсификувани дипломи. Младите во Тетово заслужуваат да го градат столбот на оваа држава. После колапсите на оваа влада доаѓа нова пролет. Со нови сили го враќаме образованието да биде темелот за се. Двајца тетовци се приведени бидејќи се сомничат дека извршиле кражба. Неколкумина лица од Тетовско пак заработиле кривични пријави по разни основи.
Вчера во 18 часот во Тетово на улица Благоја Тоска од полициски службеници на СВР Тетово биле лишени од слобода двајца жители на Тетово на возраст од 34 и 26 години, поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело кражба. Кај нив биле пронајдени одземени повеќе предмети за кои постои сомневање дека потекнуваат од кривичното дело. По целосно расчистување и документирање на случајот ќе следи соодветен поднесок. Од Министерството за внатрешни работи информираат и за лица кои заработиле кривични пријави. СВР Тетово поднесе кривична пријава против 45 годишник од село Сараќино Тетовско, поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело, злоупотреба на платежна картичка и издавање на чек без покритие. На 6 февруари годинава во Тетово пријавениот пронашол паричник на лице од Тетово кое претходно го изгубило, во кој имало пари и платежни картички со пин кодови. После тоа од банкомати на две банки подигнал пари и пазарувал во еден маркет, пошто ги искршил и ги фрлил картичките. По преземените мерки било откриено дека пријавениот е сторител на делото и во разговор со полициски службеници го признал делото. СВР Тетово поднесе кривична пријава и против 28 годишник од село Слатино Тетовско, поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело, лажно представување. На 26 февруари годинава на регионалниот пат Тетово-Јажинце, пријавениот се представувал како полициски инспектор, а по пријава на граѓани тој бил лишен од слобода и приведен во полициска станица. Поради постоење основи на сомнение за сторени кривични дела, непостапување според здравствени прописи за време на епидемија, 5 лица од Тетово и околни села заработија кривични пријави бидејќи без дозвола се движеле за време на полицискиот час. Изречени над 2000 мерки за пречекорување на дозволената брзина на поширокото Тетовско подрачје во изминативе 4 месеци. Контролните активности на овој план продолжуваат и понатаму. Во изминативе 4 месеци од оваа година на поширокото Тетовско подрачје биле изречени вкупно 2709 мерки за пречекорување на максимално дозволената брзина во и надвор од населено место. Контролните активности на тој план со несмалено темпо и динамика продолжуваат и во овој месец, а неприлагодената брзина според условите на патот и годинава е причина број 1 за досега случајните сообраќајни несреќи. Меѓутоа, треба да се истакне дека во првите 4 месеци, споредено со лани, вкупниот број на несреќите и пред се на загинатите и тешко повредените, во нив бележи значително намалување. Напоредно со контролите за брзина, под лупа ќе бидат исто така и оние кои седнуваат зад волан без положен возачки испит, оние кои управуваат технички неисправни или нерегистрирани возила, како и возачите почетници, кои не се придржуваат на законските ограничувања, предвидени за оваа категорија учесници во сообраќајот. Поради продор на постудена воздушна маса во текот на денот дуваше умерен до засилен ветер од северен правец. Во следните денови ќе преовладува сончево време со мала до умерена облачност, но од среда не очекуваат локални врнежи од дожд и грмежи. После денешното поветровито и посвежо време, од утре и во наредните денови времето ќе биде сончево со мала до умерена облачност, а ветерот ќе биде слаб до умерен од југоисточен правец, па дневната температура од утре натаму ќе биде во пораст. Во среда, претежно во попладневните часови, ќе има нестабилност со локални врнежи од дожд и грмежи и во Полошкиот регион во текот на денот во среда се можни поројни врнежи од дожд. Во однос на температурата, значи таа ќе биде од утре во пораст, во Полошкиот регион ќе биде некаде над 22-23 степени.
Почитувани гледачи, тоа беше се за денешното издание на регионалните вести. Имајте пријатен викенд.